Поранешниот премиер и министер за надворешни работи на Шведска Карл Билт утре во зимјава ќе се сретне со партиските лидери. Посетата на Македонија како копредседавач на Think Tank организацијата Европски совет за надворешни односи ја објави на својот Твитер профил, каде пишува дека тема ќе биде кризата. Од кабинетот на претседателот Иванов вела дека на агендата на претседателот за утре нема предвидено средба со Билт. Меѓународните набљудувачи на ОПСЕ со лоша оценка за турското раководство по референдумот. ОПСЕ ја доведува во сомнеж законитоста на референдумот, укажувајќи дека приврзаниците и противниците на претседателскиот систем немаа исти можности, изјави Цезар Флорин Преда на пресконференцијата во Анкара. Освен тоа, поради вонредна состојба во земјата, ограничени биле и основните права. Управата за хидрометеоролошки работи соопшти дека утре ќе има преодно стабилизирање на времето со пораст на дневната температура која ќе биде во интервал од 14 до 20 степени. Во среда, под влијание на нов влажен бран, ќе има врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни во северозападните, северните и источните делови на земјата. Повторно стабилизирање на времето се очекува од петок.